Здраво дечки, еве сме официјално во првото видео од овој нов серијал за JavaScript. Конкретно ова е второ видео, бидејќи првото е воведно видео во кој што зборувавме за што конкретно ќе зборуваме во овој нов серијал. Реков дека ова видео ќе го снимам утре, меѓутоа ми се најде нешто слободно време денеска, па викам ајде тоа да го завршам денеска. Првата тема за која што ќе зборуваме во ова видео ќе биде за променливи. Овдека ќе имате линк до ова видео што сега го снимам, а на овој линк може да прочитате нешто повеќе за променливите во JavaScript. Тоа е овој линк овде, W3 Schools, и ова е доста корисен вебсайт. Значи може да прочитате доста многу. Така да, ајде да започнеме. Значи, како што вели овде, значи во JavaScript имаме два типа на податоци: primitive data и complex data. Во primitive data ни спаѓаат strings, numbers, boolean и undefined, што е како посебен тип. Значи секоја променлива која што ќе креираме, доколку не ја доделиме вредност, таа ќе биде од тип undefined и ќе има вредност undefined. Значи undefined е посебен тип. Complex data, тука ни се функциите и објектите, а објект од доколку на променливата и доделиме вредност null, таа ќе биде од тип object. Значи null е од тип object. Исто така и arrays, односно низите во JavaScript се од тип object. Тука има една вишка да го избршам, sorry. Па ајде да одиме во нашиот код едитор и да почнеме да пишуваме малку код. Значи ова ќе биде доста основно. Значи во JavaScript за креирање на променливи, значи допред ES6, ECMAScript 6, се користеше клучниот збор var. И вака, значи, правевме променливи. Креираме променливо со име var и ставаме вредност што сакаме. Значи тип не мора да се специфира. Значи доколку е наводници ќе биде string. Крстиме не да биде, нека биде variable, нека биде променлива. Значи доколку ставиме во наводници единични или двојни, тоа ќе биде од тип string. Ајде да направиме нешто вака, да почетиме типот на променливата. Type of variable. Ќе пуштам овдека live за со секоја промена да ми се компилира кодот. console.log заборавив да пишам. console.log и со live го имам овој проблем, значи ми испаѓа поп-ап да платам за да одам про, за да не ми се појавува овој поп-ап. Ќе го исклучам live и со секоја промена ќе кликам на ова овдека run да ми се компилира кодот. Стискам run, како што гледам име променлива со име variable и има вредност Никола во двојни наводници. Овдека го печатаме типот со ова функција од JavaScript type of и оставаме името на променливата. И ова ќе ни го испечати типот на оваа промена. Како што гледаме, ова е од тип string. Ајде да ставиме и со единични наводници, да видиме дека е скрос истото. Ставиме точка закрка, чисто да ги има, иако не е задолжително во JavaScript. Како што гледаме, повторно е string, а исто така во JavaScript може да ги користиме и овие тикс што ги викаат за string interpolation, но за тоа да ќе зборуваме малку подоцна. И што гледаме, повторно е string. Доколку ставиме во наводниците, да речеме број, тој ќе биде повторно string, бидејќи е во наводници. Доколку сакаме тоа да не биде број, ставаме 15. Сега ќе ни излезе number. Да видиме што друго имавме во документот. Добро, има boolean и undefined го видовме. Значи да видиме и boolean, за да биде boolean, значи тоа не е true или false. Нема врска голем или мали, ајде со мали нека биде. Значи имат променливата variable и доделуваме вредност true и печатаме типот и ова ќе ни спечати boolean, како што може да видиме. Доколку не доделиме вредност,
таа ќе има вредност од undefined, кој што гледаме undefined, бидејќи секогаш кога креираме променлива и не додолуваме вредност, таа ќе има вредност undefined. Undefined и тоа е исто, значи кога не додолуваме вредност, ова ни е во позитивна, ни е undefined. Исто така, не е препорачливо да се користи undefined кога не сакаме да доделиме вредност или не сакаме да направиме нешто такво, многу е попрактично да речеме null. И ова ни е од тип object за кој што ќе зборуваме сега. Значи, од комплексни типови имаме функции и имаме објекти, кој што рековме. Објект ни е од нулниот тип object и арейниот тип object, како што видовме сега. Значи, гледаме дека овдека доделивме null вредност и кога ги спечативме типот, значи на променливата variable, и доделивме вредност 0, значи вредноста е 0, и кога печатиме типот, ни вели дека е object, variable ни е од тип object, бидејќи, како што рековме, 0 ни е од тип object. Исто така, еве, доколку правим да пробаме со низа, че вака се креира низа, 2, 3, 4, 5, значи ова ни е низа, како што гледаме и повторно ни печати object, значи и низите во JavaScript ни се тип object, и доколку креираме објект, вака се креира објект во овие криви заграти како и сакате ги викате. Речеме name Никола и да речеме, не знам, age 2.29, значи ова ни е објект. Доколку стартуваме, како што гледаме и ова ни е од тип објект. Значи може да ги скопирам истото ова, меѓутоа примерот што ви го зборуваме е токму тоа. Значи во овој пример имаме full name Никола Ѓорѓиев, sex, M за male, age 29, висина, мислим height, тежина, weight и money за да видиме дека типот на оваа променлива ќе не биде undefined кога не додадуваме вредност. Значи затоа ги имаме овие работи. Друга работа за која што може да зборуваме е новите работи што ги имаме од ES6. Значи, во денешно време, значи од ES6, ECMAScript 6, значи var веќе не е препорачливо да се користи, а зошто ќе видиме малку подоцна. Со ES6 ни се воведени два нови клучни збора за креирање променливи, тоа ни се let и const. Тренува. Const, значи, валева асоцирана константа и значи тоа ни е тип на променлива која што нема да ја менуваме. Значи додавуваме еднаш вредност и таа повеќе не може да ја промени. Со let ни е нешто како var, меѓутоа е малце подобрана верзија од var. Што е тоа? Подобрана верзија ќе биде малку полесно. Меѓутоа, ајде првим да ги пробаме овие работи. Да речеме, креираме let variable еднакво Никола и ова не е скоро исто како претходно. console.log variable, значи може да ја печатиме, значи кој што видиме се ни функционира и се печати Никола. Доколку пробаме овде да ја промениме во името на вредност на променливото, да речеме во Марија и да ја испечатиме после тоа новата променлива, како што гледаме тоа ни работи. Меѓутоа, доколку ова го смениме во const, значи со ова, откако и додолуваме вредност на оваа променлива, значи ја заклучуваме и повеќе вредност не може да ја промениме. Како што гледаме, први ни се испечати Никола и потоа вели attempt to assign to read-only property. Значи ова ние од овој момент ние значи read-only повеќе не може да го менуваме. Значи со let креираме променливи кои што знаеме дека во иднина ќе треба да ние промениме вредноста, а со const креираме константи. Да видиме во документот што имаме натаму. Добро. Let и const. Добро. Добро. Ова е исто тоа што зборувавме, со const и со промена на вредноста.
Значи, ајде сега да видиме за тој проблем што го споменав, што го имаме со var и зашто ни е воведено let и const. Значи, ова е, докато идете на интервју за работа, ќе ве прашаат дали знаете што е тоа хостинг во JavaScript. Ајде да креираме блок од код и ајде правим да го видиме овој пример. Значи, во JavaScript ни е дозволено нешто вакво. Креираме променлива var и таа ни е глобална. Variable и да речеме ставаме некоја вредност, Никола. Во JavaScript, кога работиме со var, дозволено е да пристапиме до оваа променлива пред да ја декларираме. Значи, може овдека негде надвор да речем сега console.log и да речем variable. И ова не е сосебно валидно, меѓутоа нема да ни фрли грешка што очекуваме, туку ќе ни рече дека оваа променлива ни постои, меѓутоа е undefined. Како што гледате, вредноста ни е печати undefined. Доку var го смениме со, да речеме, let или со const, ќе видиме дека ќе ни фрли поинаква грешка. Како што имаме reference error cannot access an initialized variable. Значи, тоа е тој проблем што го викат хостинг во JavaScript. Значи, истото нешто вакво. Значи, докато овдека креираме променлива variable, еднакво на Никола, со var и пробаме овдека да ја спечатиме вредноста. Идеме run. Како што гледаме, ова сега ни работи. Меѓутоа, доколку не ни е повеќе и undefined, меѓутоа доколку ова var го смениме со let или со const, значи let, овие променливи со let и со const важат само во блокот во кој што се дефинирани. Значи не се на global scope како што е случајот со var. Значи ова променлива ќе важи само во овој блок. Току речем дека ова е некој if или for или некоја класа или некоја функција, значи до ова променлива не може да пристапиме надвор од тој блок. Како што гледаме, cannot find variable. Значи токму затоа не е препорачливо од ES 6 натаму да се користи var, туку исклучиво let и const. Да видиме дали ни остана нешто друго да позборуваме. За објект мислам дека видовме. Добро, ајде нешто што ми текне што нема пишено, за кое што можеме да зборуваме. Да речеме да креираме променлива let variable, да речеме нека видат num1 и нека има вредност во наводници, ова ќе ни биде string 25 и може да видите const, но ајде. Num2 е еднакво на, да речеме, 15. Доколку во конзола пробаме да ги собереме овие две променливи плюс num2, ќе видиме дека резултатот не е тоа што го очекуваме. И како што гледаме, ни се спечати 2515 или 2515, значи двете променливи ни се споени една до друга. Тоа затоа бидејќи ги собере како стрингови. Значи рачуна дека ова е стринг и потоа вели на овој стринг додади го ова како стринг и ќе ни испечати 2515. Доколку сакаме да го испечатиме ова како што треба, значи резултатот, може да искористиме две функции, има parse to int и го парсираме во integer, значи ова променлива од string ја правиме во integer и потоа велиме плюс вредноста на втората променлива, која ни е integer во овој случај. И како што гледавме, добивме 40. Освен parse int, мислам дека може да користиме нешто што се вика number, нешто вакво. И резултатот треба да ни е сосема ист. Освен parse int, имаш и parse float, мислам. Да, имам parse float.
а докато сакаме да речеме ајде да видиме да креираме const variable, како се вика и нека има вредност true, како булен, меѓутоа во string. И доколку пробаме да испечатиме вредноста на типот на оваа променлива, type of, и variable, значи ова ќе ни биде string, меѓутоа ние сакаме да не биде, да речеме, да не биде булен. Да речеме дека што console, цело време собарам console log и ще гледаме ние string, меѓутоа parse to boolean немам. Значи ова може да го направиме со boolean функцијата и кога ще гледаме не boolean требаше може ли Ctrl Z, немам, него type of треба овдека за ова променлива да ја кастирам boolean и сакам да направам ова променлива да биде boolean и ще гледаме ни врати boolean. За променливите во JavaScript мислам дека тоа би било тоа. Ајде уште еднаш да поминеме се. Рековме var, ние глобално, ајде var нема да го користиме, да речеме const name и вамо имаш ќе куцам малку повеќе. First name Никола, const last name еднакво Горгиев, да речеме const age еднакво 29, толку сум стар, const sex, ќе пишев тука true. Обично преферирам за стрингови да користам двојни наводници, тоа работи со двојни со единични. Sex mail, да речеме како mail. Тоа е доволно. И сега можеш да ги печатаме сите како се нормално. console.log. Ајде да видиме во овој пример да го искористиме backticks. Значи ги спомнав овој backticks се користат за string interpolation. Значи може во стрингот да вметнуваме и код, односно променливи. И може да пишеме, значи ова ќе не биде string im и сега долар и во овие загради пишуваме променлива што сакаме. im first name, да речеме сакаме едно празно место плюс last name. Ми фали еден плюс im Никола Георгиев, окей. Ќе имаме first name, last name, запирка im, уште едно string interpolation, age, old, и ајде тоа да ги искористиме за and im, тоа нема да ги искористиме. Те го избришиме ово. Да не ги комплицираме работите, сакав да пробам тернарен оператор да искористам за mail, female да печатам, меѓутоа ова е доволно. Точка запирка, run, и кога ще гледате I am Никола Георгиев, I am 29 old years old. Окей. Друго што заборавив, рековме овдека во типовите, каде беа погоре, сега ми текна, значи имаме од комплекс дата и има и function, значи функциите ни се дата. Така да речеме да креираме една променлива const, да речеме function се вика, ќе има вредност и прима да речеме function, значи ќе има вредност некоја функција. Таа функција да речеме не мора ништо да пишува, но чисто нека има нешто, ќе печати нешто. Hello, точка запирка.
И да го испечатиме типот на ова променлива, type of funct. И докато стартуваме ова, значи ова променлива ќе ни има тип function. Како што гледаме, ни има тип function. За функции ќе зборуваме во наредното видео. За објекти мислам дека споменав, ајде да направиме чисто ради тест. Да, и нешто друго, нема да скратам ова лекција, ми текне уште нешто. Const, да речеме person, ќе направиме променлива и таа ќе прима некој објект. И да речеме full name, ова ќе ни биде променлива во овој објект, ќе има вредност Никола Горгиев. И да речеме age достане. Age 29. Добро. console.log да спечатиме објектот. Да видиме што ни дава и значи ни се печати овој објект. Кој што рековме со const, кога користиме const не можеме да ја менуваме вредноста на ова променливе. Во овој случај доколку пробаме да ја променливе вредноста на, да речеме, person, да е еднакво на, не знам, на нов објект, да видиме што ќе ни јави ова. И како што гледаме attempt to assign read-only property, како што рековме во претходниот случај, че не може да ја менуваме вредноста на овој објект. Меѓутоа, може да ги менуваме вредности на property што се внатре, значи на full name или на age, значи, да речеме .age, значи ова не е сосема валидно, да речеме да го премениме full name во, да речеме, тест. И ова ќе ни работи. Како што гледаме, full name сега не е тест. Тоа е бидејќи кога пробуваме да ставиме овдека еднакво и на нешто друго, пробуваме да ја промениме мемориската адреса на тој објект да покажува на друг објект. Значи во овој момент овој person покажува на некоја мемориска локација, вредноста му уствари мемориска локација, каде што во меморијата не е зачуван овој објект. Значи таа мемориска локација не може да ја промениме докато ставиме person еднакво на друг објект, како што го направивме ова, еднакво на нов објект. Сега велиме, креираме ти нов објект, тука ни се креира нов објект, да речеме, да го направам ова, да речеме тест, да речеме овдека 30, стартуваме, како што гледаме нема да ни работи, овдека велиме, че пред ќе ни се изврши оваа страна од еднаквото, ќе ни се креира нов објект, и потоа велиме person покажува значи на тој нов објект. Значи пробуваме директно да му ја смениме верноста на person. Доколку пристапиме со точка, велиме во тој објект промениме ова вредност, значи тоа не е сосема валидно. Така да мислам дека сме јасни. Мислам дека за оваа лекција е доволно, па се гледаме во наредната, кој што реков, во кој што ќе зборуваме за функции. Мислам дека е наред, да проверам само. Да, наредно ни е функции, значи ќе го дополнам овој документ, мислам, ако фали нешто, и кога ќе имам слободно време ќе снимам видео за таа тема. Поздрав!